сите, добро дојдовте во уште една епизода на подкастот Јустинијан збори. Моето име е Ѓорги, а со мене денеска, како и досега, се моите драги колеги од правниот факултет Јустинијан први во Скопје, Димитар Тромевски Тромбе, директно од Битола, и нашиот Джеймс Бонд, директно од Штип, Никола Донев Тонев. Како сме, колеги? Одлично, супер. Одлично, со нова фризура, така што може да продолжи неделата. Да, ти со нова фризура, ја без капа, ќе се погодиме некако, ќе не препознам. Да, јас се малце зачудив, мислев дека имаме нов хост, Ѓорги си дал отказ. не, само капа. Ќе имам приказ на специјално за тоа у некоја следните епизоди, ама да не ја одолговлекуваме сега. Одлучивме да направиме нешто поразлично. Не ја извадивме новата епизода во среда, бидејќи петок се паѓа 1 мај, па затоа сакавме да направиме една специјална епизода каде што ќе збориме за важноста на 1 мај како од историски аспект, така од ден кој што традиционално се смета за ден каде што започнале голем број на движења, кои ден денеска се доста важни и ден денеска уште не се завршени. Со нас денеска ќе биде и Вилдан Дрплянин, член на управниот одбор на Младинскиот образовен форум и правен советник на Хелсинскиот комитет во државата, како и алумнај на нашиот ни мил правен факултет. Така што да не должам многу во нашата најава, да ставиме еден джингл, па почнуваме со разговорот за 1 мај со Вилдан. Здраво на сите, добро дојдовте назад во новата епизода на Јустинијан збори. Со нас денеска е Вилдан Дрплянин, како што веќе го најавив, правен советник на Хелсинскиот комитет и член на управниот одбор на Младинскиот образовен форум. Добро дојде, Вилдан, и фала ти за одвоеното време. Добро најдов, фала ви на вас за супер иницијативата. Јас исто имам студирано на Јустинијан и додипломски и магистерски, така да посебно ми е драго што сега има една ваква иницијатива што во моје време немаш. Да. Фала ти пак, ќе кажам, за одвоеното време и можноста да во следниот некој период да позборуваме на темата околу и за значењето на самиот празник 1 мај. Па така би сакал да го почнам разговорот со што за нас представува 1 мај, бидејќи сме свесни дека голем дел од луѓето, барем кај нас, не се толку свесни дека какво значење, поготово историско значење има овој ден. Па затоа сакав малце да започнеме со самото тоа историско значење и наш некој поглед кон тоа. Мислам, Димитар, можеш да не воведеш во дискусијата за значењето на овој ден и како се започнува. Да, 1 мај дефинитивно е денот кој е најпознат и најбитен кога е во прашање работниците и работничките права и како еден настан кој што го одбележува 1 мај како почнал и всушност главната цел на 1 мај борбата, односно за тие права, најмногу и доаѓа во израз кога зборуваме за Чикаго, односно протестите во Чикаго во далечната 1886 година. Што се случило? Имало протести, тие протести започнале како барање за 8 часов на работен ден. Оти претходно на страна што не работеле 8 часа, работеле по 10, може и повеќе часа без одмори, без викенди и така натаму, и тие се катастрофални услови за еден човек да работи. И мотивирани од тие катастрофални услови, на 1 мај 1886 година во Чикаго се собрале околу 250.000 работници од национално ниво во Чикаго. Најмногу вклучена во овој протест била во организирањето на работниците била Асоциацијата на работни луѓе или Working People's Association. И на крајниот рок, односно тие претходно дали ултиматум,
дека до 1 мај ако не се исполни нивното барање за 8 часовен работен ден, тие ќе излезат на масовен штрајк и на тој крајен рок од 1 мај, за време на националниот штрајк, илјадници работници во Чикаго мирно излегоа, како што траеше протестот текот на неколку дена, се интензивираше тензијата меѓу полицијата и штрајковачите. И на 3 мај, штрајковачите зголемија тензијата, напаѓајќи некои минувачи или полицајци, и полицијата отвори оган и уби 4 демонстранти. Таа вечер стотици бесни демонстранти излегоа на улиците, демонстрирајќи на плоштадот Хајмаркет, како што завршил овој штрајк, експлодирала бомба и убила полицаец. И полицијата пукала кон толпата, убивајќи еден демонстрант и неколку повредила. И на крај, после овој настан, се отвориле најразлични судски случаеви против работниците, иако немало докази за тие работници да одговараат, сепак одговарале, нели во тој момент, во тој период сите судови, сите државни органи работеле во полза на владеачката класа. И така, славно или неславно, завршија тие протести, но не беа безцелни тие. Сепак, некои реформи се воведија, не за сите работници, најчесто за определени занаетчии, каде што 8-часовниот работен ден се вовел, полека, од некои занаетчии натаму да продолжи да се воведи на федерално ниво. Да, и на само 3 години од овие први протести, на првиот конгрес на Втората интернационала, одржан 1889 година, било одлучено 1 мај да биде заеднички празник во сите земји, на кој што работниците треба да манифестираат единство и солидарност во своите барања за подобрување на својата положба. Ја овде само би додал цитат од пишување на Роза Луксембург, која е доста важна и треба да се спомене кога збориме за овој настан, каде што таа во 1894 година пишува, и цитирам: 1 мај повара воведување 8-часовен работен ден. Но дури и откако оваа цел беше постигната, 1 мај не беше откажан. Се додека борбата на работниците против буржуазијата и владеачката класа продолжува, се додека сите барања не се задоволени, 1 мај ќе биде годишно изразување на овие барања. А кога ќе дојдат подобри денови, кога работничката класа на светот ќе го издвојува своето ослободување, и тогаш човештвото веројатно ќе го слави 1 мај од чест на горките борби и многуте страдања во минатото. Од тука би сакал да започнеме една мала дискусија за кои биле барањата тогаш подетално и какви се сега барањата, бидејќи се уште гледаме дека голем дел од работничките барања и таа некоја борба се уште трае. Да се надоврзам на Роза Луксембург, историјата на 1 мај е од една страна символиката е многу важна денеска, но од друга страна не треба да заборавиме дека и тогаш организирањето на работниците вклучувало претежно луѓе кои што се во некаква привилегирана позиција. Односно, расните и етничките малцинства не биле вклучени, а расните малцинства биле експлицитно исклучени од поголемиот дел од синдикатите. И представувањето на работниците во Чикаго, дури и 100 години подоцна, многу малку придобивки носи за најзагрозените, односно за етничките и за расните малцинства. Па и Роза во многу од нејзините текстови спомнува дека постојат многу движења и пред чикашките протести, односно одбележувањето на 1 мај денеска символично, ги спомнува австралиските работници кои што во 50-тите години ги изложиле истите барања, горе-долу истите барања кои што понатаму биле изнесени на чикашкиот протест. И целата таа историска генеза, односно како работничкото движење се развивало низ различни држави, помалку вредност носи колку што е суштината од кои се барањата и колку денес од тие барања се остварени. Например, главното барање по кое што и најпознат чикашкиот протест е 8-часовното работно време. А ако видиме дека ширум светот и кај нас исто, многу малку од работниците може да кажа дека имаат регулирано работно време во кое што тие работат 8 часа 5 дена во неделата. Најголем дел од луѓето работат прекувремена работа, во добри држави тоа е платено, кај нас многу често тоа не е платено,
Посебно што многу од луѓето работат и саботи и недели и имаат слободен само 10 ден или секоја втора сабота, секоја втора недела, како што е редот. Што значи дека тоа барање еднакво легитимно да се постави во 1886 и денеска во 2020 година има еднаква сила, односно многу малку е мрдната освен нормативната уреденост дека 8 сати е максималното работно време и се останато треба да биде платено екстра доколку прифаќа работникот или да работи прекувремено во посебни услови. Во одредени држави е многу подобра ситуацијата и мислам дека може да се зборува за одредени држави кај што тоа е, да речеме, стандардот. Во Македонија мислам дека тоа е се уште реткост. Во однос на 8 часовните работни денови. Во однос на другите барања, како што се регулирана работа, добри работни услови кај што не се плашите да дојдете на работното место секој ден, мислам дека од сектор до сектор варира, бидејќи секоја професија си носи различни ризици, но мислам дека многу од проблемите со кои што се соочуваат македонските работници се соочуваат и луѓе кои што се оддалечени со илјадници километри од нас. Например, во многу од азијските држави се појавуваат проблеми кои што се многу идентични со нашите. Други е контекстот и други се условите на секојдневното живење, но проблемите во суштина доколку навлезете ќе видите дека горе-долу барањата на работниците насекаде низ светот, каде што економијата и економските услови се слични и барањата од страна на работниците. Да, мислам дека поентите кои што ги кажувме беа, мислам, се сосема релевантни и особено барем во историскиот контекст од тогашните протести во Чикаго се до некаде втората половина на 20 век, кога на замав земаат неолибералните економски политики, особено промовирани од страна на Маргарет Тачер и Роналд Рейган. Односно, до тогаш моќта на синдикатите било релативно силна. Што значи тоа? Дека многу често таа синдикална историја, барем денес во модерни услови, е често заборавена или се става под на начин таа сепак е некој underground истражување за луѓе кои што се едноставно замара да ја повторно реактуализират. Пример за тоа е Чомски, кој што вели дека САД имало исклучително важна и дури во некои делови анархистичка синдикална традиција. Но таа традиција не е позната за генералната јавност. Што се случува во 70-тите и 80-тите? Под водството на Роналд Рейган и Тачер, а под влијание на економските идеи на Милтон Фридман и Хајек, е дека имаме активно залагање на државата во едноставно рушење на моќта на синдикатите за бенефитот на бизнисот, понели то на начело на слободниот пазар и на помала власт и дерегулирање на либерализација на пазарот. А што доведува до ова? Всушност, економските резултати, ако се гледат изолирано, ќе видиме дека Англија одеднаш доживува огромен раст и во богатството и во стандардот на живење, но оно што се забележува барем на подолг рок и особено денес е дека концентрацијата на тоа ново создадено богатство повеќе оди кај големите, мислам кај најбогатите, се концентрира. Бидејќи нели е ограничено, колку повеќе има концентрација на едно место, мора да има недостаток на друго место. Така што дури, мислам, ова го има во Guardian, од националните архиви каде што е извадено од некои транскрипти од комуникација со Маргарет Тачер, е тоа дека таа и незините соработници активно се залагале за рушење на таа моќ на синдикатите. Така што денес дури има и книги различни, можеби од Верство Publishing, каде што се објаснува целата ова историја на угнетување на синдикалните движења во Англија. Од овде би сакал да преминам повеќе во нашиот контекст на англосаксонска Европа, континентална Европа и овде на Балканот. А тоа е дека нашата синдикална историја е малку поразлична, со тоа што ние ги немаме истите тие процеси.
туку ние од квази феодалистичко општество веднаш преминуваме кон социјалистичко општество. И го нема оној меѓу период каде што се развиваат синдикати и нели тие го доживуваат истиот статус како што и во капиталистичкото општество. Така што би отворил овде дискусијата за синдикатите во контекст на Македонија. Доколку има некој коментар. Исто како надоврзување во однос на колку глобалното се пресликува на локален план, студијата за нееднаквости, која што е објавена сега пред 10 дена, вели дека во Македонија исто нема, дека Македонија не е исклучок од распределбата на богатството, односно таму се вели дека околу 900 луѓе имаат околу 80% од доходот, додека 99,9% од луѓето, што значи некаде околу 800.000 луѓе се борат за тие 20%, што значи дека е огромна распределбата помеѓу луѓето кои што спаѓаат во овие 99,9% и овие кои што спаѓаат во овие 0,1% кои што се од прилика околу 900 луѓе. Така да мислам дека тука не сме исклучок од некои такви глобални правила, дури многу лоша ситуацијата во однос на 0,1% најбогати во однос на другите 0,9% од најбогатиот 1%. Што значи дека горе-долу сите сме сиромашни, има 900 многу богати луѓе. Во однос на синдикалната историја во Македонија, малку е посиромашна од однос на тоа што може да се најде по литература, така и нели светски, например Америка, Велика Британија и слично. Многу повеќе литература има и многу повеќе работничка историја, да речеме, кај што може да најдете различни материјали. Кај нас најголем дел од активностите се правени од индивидуалци кои што мислеле дека е многу битно да се организираат работниците за да може да се зборува за било каков напредок. Например, еден од моите омилени синдикалци е Раде Јовчевски, познат како Корчагин, кој што најголем дел од своите активности ги сумирал на излети кои што биле организирани на Водно и на Матка. Значи најголем дел од неговите активности всушност се баш тоа и денес што се случува кога најголем дел од луѓето ги прославуваат 1 мај на излети. Па од тука ја мислам дека излетот, скарата и сите тие работи кои што се представени како многу негативни, не се самите по себе проблематични, доколку успееме да најдеме канал како ние како работници кои што одат нели на излет најчесто со други работници, најдеме простор како ќе дискутираме работи кои што го засегаат нашиот секојдневен живот, односно нашата работа и како можеме да се организираме. Бидејќи тука и лежат основите на синдикалното организирање во 1800-тите во други држави, кај нас во најголем дел помеѓу двете светски војни. И од тука и нели произлегува дека синдикалното организирање може да има милиарда различни форми. Ако тоа вклучува излети, искари, забави или што и да е популарно во моментот, мислам дека нема никаков проблем со формата, се додека суштината, односно синдикалното организирање е навистина јако и ние направиме некој простор кај што можеме да зборуваме за како да се организираме подобро, како да направиме услови да можеме да се заканиме со штрајк, како да се осигураме дека ќе бидеме позаштитени на работа, во однос на, не знам, ако работиме на скели, како ќе се осигураме дека скелите стварно ќе надржат кога ќе се качиме, дека нема да паднеме и да се повредиме и може би починеме. И нели се друго што следи во однос на работниот однос, плати и така натаму. Да, само да се надоврзам малце за синдикатите во Македонија. Да, синдикатите се многу битни, ама еден проблем сакам за македонските синдикати да начнам како дискусија, тоа е огромната партизираност на синдикатите и како наместо да работат за тоа која му е целата поента, нели, за работниците да работат, и работат за некои ситни политички поени. Чист пример би оставил баш ова ми дојде до израз сега последно, е синдикатот СОНГ, што мислам дека е на просветните работници, кој што сега пред брзо излезе на протести за барање на повисоки плати на работниците, на професорите и на просветните работници, но за да се активира му требаше 11 години. Односно имаше период од 11 години кај што една друга партиска структура била на власт
и тој истиот синдикат бил во комплетен мрак. И се ние можеме да претпоставиме дека во тој период биле добри правата добри условите на просветните работници? Не. Биле исти дури полоши. Дека тој е многу голем, горлив проблем во синдикалното движење кај нас, што политиката сериозно влијае во работата на синдикатите. Само мало надоврзување во однос на бројката претходно, 800.000 не е точна бројка, 900.000 е точната бројка, ама со оглед дека сум правник, мислам дека се очекуваше дутна бројка, така да се извинувам, 900.000 значи наспрема 900 луѓе. Во однос на распределбата 99,9% и спрема 0,1%. Апсолутно се согласувам со Димитар. Не мора многу да одите наназад, погледнете го претходниот 1 мај, работниците организираат 3 посебни протестни маршови, во кои што се види дека станува збор за сосема разедината група. И ако организирате еден заеднички марш, нема да имате толку многу луѓе, поради тоа што треба да се изгради таа култура прво на одење на протестни маршови, а посебно ако па ги разделите таа една мала група на 3 групи, ептен се доведувате во ситуација кај што вие на работодавачите им викате ние апсолутно немаме никаква моќ, можете да ни правите што сакате поради тоа што работниците не се обединети. Многу синдикати во изминативе години критиките ги сваќаа како директен напад и како обвинување на нив дека они се виновни за се што се случува. Мислам дека тоа е многу погрешен пристап од страна на синдикатите, затоа што критиката баш треба да ја сватат како единствен спас кој што работниците го гледаат како да се извадат од ситуацијата. Односно креваат раци од институциите, викаат нема да ни пружат заштита, џабе се надеваме, џабе пријавуваме, не доаѓаат надлежните служби, не можеме да издействуваме на пример прекршување на тоа што секој ден работиме по 10 часа, платени ни се 8 и уште не треба да работиме за викенди уште по 10 часа. Го пријавуваме тоа повеќе пати на пример, нема никаков резултат. И сега работниците сваќаат дека единственото што може да го направат е тие самите да се организираат и на тој начин да обезбедат некаква заштита. Кога и тој механизам нема да успее, најголем дел од бесот се врти токму кон синдикатите, бидејќи тоа е нашиот двор. Тоа е место кај што можеме нешто да направиме. Синдикатите се на работниците. И мислам дека прво што мора да се направи е да се смени тој мајндсет дека доколку се критикуваат синдикатите, ние автоматски одработуваме па за другата политичка партија или не знам трета или што и да е. Дека навистина кога се критикуваат и ако нудиме соодветни решенија што може да функционираат, мислам дека треба секогаш да се согледаат добрите страни, односно зошто некој критикува и што може да се добие како добра страна од таа критика. Чисто малку да се навратам надвор од синдикатите, ако видите каква е поставеноста на тоа кој е работник во Македонија, во Законот за работни односи ќе видите еден проблем уште од старт. Законот вика дека работник е оној што има засновано договор за вработување со работодавач. Што значи дека вие, ако секој ден одите на работа во некоја градежна фирма и изведувате градежни работи на кров, а немате договор, вие според законот не сте работник. Вие не ви следуваат заштитните механизми, не треба да работите најмногу 8 часа дневно, не треба да ги имате сите права кои што се предвидени со закон и не треба да ви се плаќаат придонеси. Што значи дека законот многу формално и ригидно се ограничува кон тоа кој е работник. Ако имаш договор за работување, работник си. Ако одиш на работа и ги исполнуваш сите услови на работен однос како да имаш договор, ама немаш договор, тоаш не си работник. Мислам дека промената во однос на тоа како се гледаат работниците мора да почне од тука, од моментот како е дефиниран еден работник во Македонија и што значи тоа ако си под Законот за работните односи, како понатаму можеш да ги практикуваш своите права и обврски. А понатаму нели и за целото синдикално организирање, мислам дека многу добар придонес ќе биде тоа, бидејќи првото кревање на индивидуалното достоинство на работниците, а потоа во синдикатите и кревање на колективното ниво на колективното достоинство на работниците во организирани во синдикати. Ја овде само дефинитивно би се согласил со тебе за оно што кој збореше за тоа како се сваќаат оние критики кои се упатуваат секојдневно на база на работнички права и во целиот тој аспект. И сметам дека не е тоа само кога станува збор за работнички права. Кај нас во државата имаме тој мајндсет дека ако некој критикува,
одма тоа значи дека од другата партија или од другата страна и одма не се ни слушаат тие критики или барања кои тој некој ги дава, поради тоа што сите мислиме дека знаеме се и сме во право. И мислам дека едно што партиската застапеност во истите синдикати и самата можност да една владеачка гарнитура ги стави своите луѓе во овие синдикати или, не знам, мислам дека барем кога станува збор за медиуми, имаме и повеќе синдикати, бидејќи не може да инфилтрираат, па направија нов синдикат или ново здружение на новинари. Така што иде до самиот пример кој што ти го даде, Вилан, за минатава година и како имавме 3 протести на 1 мај, кои што сите реално го слават со скара и пиво. Една причина е што не можеш да изведеш луѓе на протест, а друга причина е што и ние немаме таа пракса да протестираме, поготово за вакви ствари. И со самото тоа ти дава назначение колку само синдикатите се силни, а колку можат да бидат силни. Тоа Никола го спомна и во Британија, кај што, не знам, пред Тачер и целото нејзино владење сме имале можност да видиме како синдикатите стварно се биле силни и да се кренат. Тогаш може да сменат доста работи, бидејќи имаат и уживаат таа моќ со која може да сменат доста работи и едно што ние тоа го немаме, друго е што многу тешко тоа се менува и мислам дека прво иде од најосновните работи. Едно е дефиницијата за работник, друго е треба да го смениме и мајндсетот како гледаме на ваквите работи. Ја тука би додал и би сакал да го отворам разговорот за најновите мерки на владата. Еве пред, мислам дека вчера, ние го снимаме во четврток, во средата излегува со најнови сет мерки, некои нови економски мерки за фирмите кои што ќе добиваат, може да добијат субвенции на владата. Најбитно од сето ова е дека ќе им биде дозволено на фирмите кои што ќе добиваат или ќе можат да конкурираат овие фирми и покрај тоа што би отпуштиле микро, мислам, 15% од работниците, 10% за средните и 5% за големите. Така што, според мене, како некој кој што се смета сами од себе за социјалдемократи, не знам, има гласано за СДСМ и оваа влада, сметам дека е најнесоцијалдемократско нешто што може да се направи и дефинитивно покажува само едно партиите што имаат контрола врз се што се случува во државата, друго и бизнис сферата што има контрола врз овие некои работи кои што поготово вакво време едно од најбитните работи треба да ни биде да како во време на корона да ги зачуваме работните места и да државата да направи се што е во нејзина можност да оди кон таа цел, а не да им дава на можност на фирмите да го направат тоа. И дополнително на тоа гледаме што се случува со Уставниот суд и сега кога функционери на СДСМ ќе излезат и ќе кажат еве ние се откажуваме од нашата плата, ќе земеме минималец, тоа е многу лош пиар, бидејќи изгледа на крај дека парите за кои што тие се откажуваат ќе одат за фирмите кои ќе отпуштаат граѓани. А назгора на тоа и во јавноста се рекламира или се прави некоја кампања за донирање преку давачката Мој ДДВ. Така што едно што пиарот на владата моментално е катастрофа, бидејќи се тоа се случува за 1 мај, друго што стварно мерките имаат можност и верувам дека ќе опфатат голем број на работници кои што на крај на денот може да загубат своите примања. Поготово вакво време. Целосно се согласувам, посебно што оваа уредба сега веќе по втор пат се менува. Првенствено кога беше донесена, замислата, односно како беше уредена, е дека фирмите кои што ќе користат помош нема да може да отпуштаат работници до септември. По првата промена тој рок се намали до јули и сега веќе по втората промена и првенствено уредбата беше замислена дека нема да може да се отпуштаат работници. Потоа се намали овој рок за 2 месеци до кога нема да може да бркаат работници и сега по вторава измена
се наведува дека ќе можат да отпуштаат работници, нели со тие процентите како што кажа Ѓорги од 5 до 15%, што е очигледно дека нешто многу сомнително се случува, бидејќи ако владата умислила дека уредбата треба да биде како што ја донеле прв пат, која е потребата да ја менуваш за толку краток рок 2 пати, очигледно е дека многу сомнителна процес на носење на таа уредба има и дека дури ни владите не се секогаш отпорни на различните интереси. Искрено се надевам дека ќе биде повлечена таа уредба, дека ќе биде промене делот во кој што се дозволува отпуштање на работниците до 15%, затоа што мислам дека ако не се направи тоа, ризикуваме да влеземе во една друга криза, која паш е од социјален карактер, каде што многу луѓе ќе ги загубат своите работи и ќе влеземе на некој начин во рецесија, каде што повторно ќе имаме проблеми со стапката на невработеност, со целиот социјален диалог и така натаму. А со оглед на тоа дека синдикатите, ако не ја надминат разединетоста, многу тешко ќе биде за работниците повторно да испреговараат било какви поволни услови, да речеме. Мислам дека ова мора веднаш да биде сменета уредбата, односно да биде тргнато оваа дозвола за отпуштање на работници од 5 до 15%. Да, на страна не потполно се согласувам. Ова одлука, кај што се дозволува некој работодавач во време на ваква здравствена криза каде што примањата и работата да му се најпотребни на работниците, да му се дозволи да ги бркат е срамна. Во најмала рака е срамна од некој кој што себе си се нарекува социјалдемократ. Ама кога на таква позиција за министер за финансии ќе ставите некој од работодавачите, не е чудно да носи некои такви политики кои се во нивна полза. Исто така би сакал само да напоменам за терминот кој го искористи министерката, тој е терминот флексибилност на работодавачите. Овој термин често е користен во трудовото право и има сериозна дебата низ текот на годините што означува тој. И изгледа како што испадна во ова дебата синдикалците испаднаа во право дека зборот флексибилност најчесто значи флексибилност на работодавачите да можат да ги бркат работниците, не флексибилност на работниците слободно да си го регулират нивниот работен однос, туку на крајот излезе дека е слобода на работодавачите да можат да бркат без никакви рестрикции. И со ова кажано за министерката, би сакал да смениме малце темата на нешто што Вилдан ти повеќе работи, што тоа е за прекаријатот. Ако може да ни објасниш за нешто за тоа нешто, затоа што е сериозен проблем во Македонија. Со оглед на тоа што сите сме правници, знаеме дека нема законска дефиниција во моментот за што во Македонија е прекаријатот и што се тоа прекарни работници. Најшироката дефиниција е дека тоа се категорија на луѓе кои што тоа што го работат или далеку не го отсликува тоа што тие вистински се устручуваат да го работат покасно, да речеме доколку сте студент по правни студии и навечер работите во одреден кафич и сега добар дел од времето посветувате на работата наместо на студирањето, а при тоа не сте ангажирани како вработен човек, бидејќи ќе ви направи проблеми со студирањето, ќе треба да се префрлите на вонредно, ќе треба целата таа документација да ја ускладите, вие прифаќате да работите како хонорарно, да речеме договор на дело, и со тоа од една страна воопшто не сте заштитени со законот за работните односи, ги немате правата што ги има еден работник, поради тоа што не сте работник по законот за работните односи, а од друга страна немате доволно време да бидете тоа што како статус ви е доделено да бидете студент. И од двете страни на оската имате проблеми кои што ви прават многу тешко вие да избалансирате, да бидете супер студент и да завршите, да бидете добар правник, поради тоа што времето е ограничено. Од друга страна не можете да се посветите на кариерата и да бидете добар работник, бидејќи по дефиниција не сте работник. И тоа е еден пример како би изгледал прекарен работник, затоа што тоа е зошто посебен термин за таа група на работници, затоа што тоа е посебна
категорија на луѓе, работници кои што се во ризична категорија. Односно, нели сите овие работи што ги зборевме, во најголем дел од случаите, некој работи и студира заради тоа што мора, како што е случајот со многу студенти во Скопје кои што доаѓаат од другите градови, па е мал дел и студенти кои што се од Скопје работат и студираат во исто време за да можат да ја платат партиципацијата. Нели во посебно ризична категорија каде што не се заштитени со ниту еден закон и некако цело време се во некој лимбо период, лимбо фаза кај што нит може да се посветат на учењето, нит може да се посветат на кариерата и најчесто завршуваат без двете. Или ќе останат постојано да работат работи кои што се привремени, за да може да ги дозволат трошоците за животот, а при тоа ќе баталат студирање, или ќе ги баталат работите и после некое време ќе видат дека не може да се ги дозволат трошоците за студирање и повторно ќе треба да почнат да работат. И тоа е еден круг во кој што се губат многу години. Студентите многу години од своето време кое што треба да биде посветено за студирање, од понатаму се продолжува, па се балансира и нели се создава еден магичен круг кај што постојано треба да го правите едното или другото за да си го дозволите второто. Многу од државите прават една поедноставна дефиниција кај што се уредува кој се спаѓа во прекаријатот и нели полесно да се справи со тоа државата кога веќе законски е нешто уредено. Нас мислам дека не се ни зборува за тоа. Искрено немам видено литература дали некој конкретно има истражувано посериозно темата. Знам дека е проблем кој што треба да се таргетира, бидејќи многу од моите колеги на факултет беа во таква ситуација. Претпоставувам дека и денес е таква ситуацијата, вие можеби поише ќе ми кажете, но сега го мислам дека е проблем кој што треба да се таргетира. Но кај нас најчесто работите се сведуваат на дискусија, ако се дискутира за работнички права, 90% од времето се дискутира за плати. Што е многу логично, бидејќи сепак сме една од европските држави со најниски примања. Просечната плата е нешто на 27.000, минималната плата е 14.500. Најголем дел од луѓето земаат и под минималната, поради сите тие институти кај што работодавачот ги тера да враќаат пари на рака, кај што не се пријавени, па немаат и социјално и здравствено. Најголем дел од луѓето земаат и под просечната, поради тоа што просечната не е најчеста, туку е само нели добиен просек од највисоките и најниските плати. Така да мислам дека е разбирливо што се зборува постојано за платите, но не треба да заборавиме дека платите се само еден дел од работничките права. Односно, ако ви одите на работа и работите, например, со струја и струјата не е заштитена и секој ден може да добиете електричен удар и да починете на работното место, тоа е многу посериозен проблем од колку ве плаќаат за да го правите тоа. Океј, помага ако ве плаќаат повеќе, ама ризикот по вашиот живот е еднакво голем без разлика колку и да ви ја платат. Така да мислам дека тие работи дополнително ќе треба да ги отвараме. Нормативно Македонија, ако видите на хартија, ќе видите дека има напредок, се намалува неработеноста, се зголемува минималната плата, се зголемува просечната плата и на хартија ќе си речете дека има позитивен економски развој и мислам дека може да се каже дека во пракса на вистина има мали подобрувања кои што дел се должат поради тоа што многу луѓе се оцелија и со тоа нели работниците станаа повредни пошто сватија газдите дека нема кого да вработуваат и дека ќе треба да се погрижат да ги задржат луѓето на своите работни места. Дел се дожи со тоа што некои мерки позитивно се одразија, посебно во однос на младинската неработеност која што е намалена на 35% во моментов. Така да мислам дека имаше некои позитивни мерки, но сепак за тоа што би можеле да го правиме како помала држава, мислам дека релативно споро се движиме, дека можеме доста побрзо со оглед на тоа дека можеме лесно да се организираме како работници во единствен синдикат и понатаму да преговараме за услови кои што се подобри за нас. Дефинитивно поентите се сосема на место и мислам дека барем кај нас во нормативна смисла, бидејќи сме правни студии, потребна е нели дополнително дефинирање на одредени работи, но истовремено и сепак и тие луѓе што спаѓаат во групата на прекаријат и тие се сепак дел од работничката класа и повторно овде би се навратил и на оној
она култура синдикална или култура на работничко здружување, а тоа е дека барем во делот на правна заштита и до некаде образување на работници за нивните права, кај нас се појавува еден специфичен, барем оно што ја можам да забележам, еден специфичен феномен, каде што невладиниот сектор го презема оној дел за правна заштита и образување на работниците за нивните права од синдикатите. Така што, например, овде би истакнал и пример од ЩТИП, каде што пред неколку години беше формирана граѓанско здружение Гласен текстилец и до ден денес работи на различни проекти во однос на образување на работници за нивните права, но истовремено и дава бесплатна правна помош, посебно на текстилните работници и работнички овде во ЩТИП. Така што мислам дека тоа е пак некои примери, некоја насока во која што би може да се разгледува развој до некој потенцијално идно синдикално движење во било каква форма да постои. Понатаму овде би сакал и да спомнам за нешто што е главна тема на дискусија, тоа се essential workers. Потребни работници, најпотребните, оние кои што без кои што нели ние како држава и како општество сме одлучили дека не можеме. Доктори, фармацевски работници, воглавно сите оние кои што се на првата линија, кои што се најизложени на коронавирусот. Овде би аргументирал дека се појавува повторно она теза дека без нивниот труд, оно што не знам генијалците како што се Илон Маск, Безос, Бил Гейтс не би можеле да го остварат без притоа да го имат трудот на нив кој што всушност си ја дава она вредност. И повторно овде некако како побунување кон она критика на labor theory of value, каде што нели трудот е главна предиспозиција за создавање на вредност. Така што би сакал да ги слушам вашите коментари околу овие essential workers. Кажа вашите, пошто мислеше на сите тројца, да знаете, не мислеше само на мене. Иначе, само да одговорам на првиот дел, во Македонија постои мала, мислам дека е исклучок, со оглед на тоа дека компаративно нема многу такви примери, кај што вие ако сте синдикат, не се стекнувате по дефиниција со правен статус веднаш. Односно, постојат 4 видови синдикати, на ниво на работодавач, на ниво на струка, на ниво на гранка и на општи синдикати. Сега овие понискиве два, на ниво на работодавач и на ниво на струка, се повеќе како неформална група. Односно, не можете тужба да поднесете како синдикат на ниво на работодавач, поради тоа што немате правен статус. За да го направите тоа, треба да се организирате во повисок синдикат, односно синдикат на ниво на гранка или општ синдикат, каде што тие понатаму ќе може да поднесат тужба во ваше име како синдикат кој што е дел од синдикат на ниво на гранка или општ синдикат. Првенствено тоа е направено за да се консолидира синдикалното здружување, односно да бидат инспирирани синдикатите да се здружуваат помеѓу себе, да имаат причина или да го окрупнуваат работничкото движење. Но денеска, сега пред да започне кризата, се дискутираше за влегување во собраниска процедура на законот за работните односи. Мислам, почна изборите и не стигна да влезе законот во собраниска процедура, се уште треба да се разговара за тоа. Предпоставувам покасно во годината ќе може и да ќе дојде момент да влезе во собраниска процедура. Таму се дискутира дали да се смени ова, односно едната страна застапува дека секој синдикат, без разлика на кој од овие 4 нивоа се наоѓа, треба да има свој правен статус, поради сите причини дека е поблизо до работниците, полесно е да ги заштити работниците, да поднесе тужба, да поднесе сметка и сите тие работи бидејќи синдикатот кој што веднаш е оформен од работниците, и другата страна која што вели дека статус квото е добро, само треба да се обезбеди поголема заштита на синдикатите. Мојот став е дека треба секој синдикат да има свој правен статус, иако тоа на почетокот може да направи хаос во однос на консолидирањето, дека ќе има многу синдикати одеднаш, дека ќе биде навистина тешко тоа се да се конструира на начин на кој што тие ќе може да преговараат со работодавачите,
но мислам дека на среден и на долг рок е многу поисплатливо, поради тоа што синдикатите ќе се здружуваат за тоа што вистински ќе сакаат, а не за тоа што ќе бидат законски приморани. Чисто во однос на здруженијата и синдикатите, бидејќи во моментов ако оформите здружение, веднаш добивате статус на правно лице, додека за синдикати не е така, освен ако не е на ниво на гранка или на ниво на или на општо ниво. Чисто во однос на дилемите што ги разговаравме, која презема заштитата и поочувањето на заработничките права. Во однос на essential workers, супер тема, ако приметивте, не знам дали видовте, Амазон вработува 100.000 нови работници, што значи дека за фирмата воопшто не се ни чувствува кризата, односно се дури бележат раст и дополнителен профит, како ништо не се случува, поради тоа што нели најголем дел луѓето продолжуваат со нарачките и фирмата продолжува да си работи. Мислам дека докторите и фармацевтите добиваат одредено препознавање во сите општества, нели тие се хероите, тие се секаде се на постери, сите им се заблагодаруваат на нив. Позагрозена категорија, дури и работниците и медицинските сестри не мислам дека се добро заштитени во Македонија. Ќе се навратам на нив малку покасно, бидејќи прво мислам дека се позагрозени помалку видливите херои во целава ситуација. Односно луѓето кои што работат во продавниците, кои што секојдневно одат на работа и се изложуваат на ризик и покрај тоа што никој од нас или работиме од дома или избегаваме апсолутно, ако не мораме да имаме контакт, не одиме никаде. Додека овие луѓе мора да одат секој ден на работа, бидејќи тоа всушност им е платата како може да си ја заработат. И секојдневно се изложуваат на многу поголем ризик од било кој од нас, вклучително и било која функција да обавувате во продавницата, дали работите на каса, дали ги местите продуктите, дали пакувате, без разлика која работна обврска ја извршувате. Например, ако отидеме во продавница, се прска по 10 пати во рок од 2 часа. Тоа за било кој од нас нема да штети, затоа што ќе отидеме еднаш во 5 дена во продавница и нема да имаме никакви штетни последици. Но работниците што седат таму 8 часа, значи дека во текот на еден работен ден ќе има 40 прскања со хемикали кои што може директно да го загрозат нивното здравје. А при тоа немаат никаква екстра заштита освен маските на лицето и ракавиците. И нели мора тоа да го прават бидејќи тоа им е екзистенцијата, мора да отидат да ја заработат платата. Модифицирано истото се однесува и на сите луѓе кои што продолжуваат со работа како ништо не се случува, како градежни работи, како луѓето кои што вршат доста комунални дејности и сите тие работи. Во однос на медицинските лица и на фармацевтите, целата таа проценка на труд, колку заработува, например, медицинска сестра во просек во Македонија, платата, ако сте медицинска сестра, платата ќе варира помеѓу 22.000 до 27.000 некаде, што е многу ниско. Бидејќи вие правите една од најбитните работи во општеството, односно ние кога сме најболни, кога немаме каде, одиме во болница и се предаваме целосно на овие луѓе кои што се платени под просечната плата во државата. Сега, зошто е одредено тоа така, кога е очигледно битна професијата, зошто вредноста е ниска, има малку и родова димензија. Односно, со оглед на тоа дека повеќето луѓе кои што работат како медицински сестри се жени, пресметките кога биле правени, многу од стереотипите дека нели на жената е природно да се грижи за друг, да негува некого, сите тие работи биле земени некако посебен скил, туку како нешто вродено кај некој човек. И поради тоа, кога се одредувала вредноста, мислам години наназад, а и ден денес се уште присутни стигми во многу од државите, многу е пониска платата од што на вистина вреди професијата. Поради тоа што професијата е една од најбитните, се работи за живот или смрт многу често во однос на тоа каква нега ќе добиете, а сепак платата е многу ниска. Значи дека кога зборуваме за овие работи, невозможно да се зборува само за работнички права, бидејќи тие секогаш се во одреден контекст. И мислам дека нашиот устав е доста добар во таа смисла, бидејќи работничките права ги поистоветува со човековите права. И правата на овие луѓе кои што популарно се викаат essential workers во моментов, ако ќе помине кризата, не ги викаме никако, односно воопшто не разговараме за нивните професии, што е лицемерно од сите општества, вклучително и од нашето. Разликата е дека овде нивните човекови права се загрозени. Додека во Америка се зборува за работнички права кои што се некои си втор сет на права и нели
не ја вклучуваат нашата личност. Во Македонија е многу подобро уредено тоа, однос дека тие директно ја засегаат нашата екзистенција, односно многу се поврзани со тоа како ние можеме да ги практикуваме другите човекови права. Односно, ако немаме да си дозволиме да се прехраниме и да имаме некој покрив над главата, многу малку можеме да зборуваме и да размислуваме на избори, на гласање, на право на слободно изразување, право на здружување и се понатаму што доаѓа со корпусот на право. Да, јас само дефинитивно би се надоврзал на тоа последно ти што го спомна, поготово за тоа наше некое лицемерство во овој период кај што гледаме, не знам, во Србија поготово беше нагласено или во Италија, кај што не знам, во 7 часот или во 7:30 или без разлика кој час беше одлучено или кој час го направиат, се одава аплауз, нели, за здравствените работници, се покажува почит кон нивната работа, кога, кај што самиот ти кажа, проблемот е многу поголем од тоа, кога станува збор за нормална ситуација. Сега нормална може да расправаме колку е нормална ситуацијата во која се наоѓавме пред коронава, ама можеме да се согласиме дека истите тие услови кои што здравствените работници ги дава и пред корона не беа вреднувани и не се воопшто споменувани како што се сега. И од тука сметам дека дефинитивно постои големо лицемерство на таа страна и јас само би додал и фактот дека, не знам, пред 15 дена можеби излегоа повеќе организации, синдикални и невладени организации со сет барања за барања до владата кои што се во однос на заштита на истите работници и сиромашните кои што се во државата, но ако не ги следиме вистинските луѓе или вистинските медиуми, нема да знаеме за овие барања. И тоа е уште поголем проблем. Медиумите не ги вреднуваат вакви некои барања или вакви некои стори за да тие бидат разговарани. На само, не знам, ова се донесе на, мислам, ова беше од 13 април, овие барања, за 2 недели показно владата да излезе со нешто спротивно на овие барања. И тоа само ни дава до знаење каква е ситуацијата во државата и колку само овие essential workers или луѓе кои стварно не се наоѓаат во добра ситуација, не се вреднува нивните работни односи, нивните животи, не се вреднувани доволно за да може да се направи нешто и за нив. Да, сакам само малце да се навратам. Иако не сум некој експерт за прекаријат и за непријавени работници, од лично искуство може да се види дека е многу сериозен проблем, тоа што имам често пријатели, другари и другарки кои што работат поготово во угостителски објекти, кои што не се пријавени, немаат никаков правен статус како работници, со тоа не се заштитени. И настрана од очигледниот проблем ова што го има кон работниците, со оглед на тоа дека не се рачунат никако работници, не се на никаков начин заштитени, има и еден јавен проблем. Што мислам по тоа? Мислам по тоа, тие не се пријавени и не се плаќа никакви даноци за работата што ја прават. Не се плаќаат никакви придонеси. Не се влеват пари во социјалните механизми што ги има државата и ние како општество патиме од тоа затоа што луѓето работат, пари не се внесат во буџетот, со кој тие пари ние ќе имаме еден заеднички бенефит. Вклучувајќи го и здравственото осигурување. Моментално нас ни треба што и повеќе пари во фондот за здравство и за пензиско за да може да издржиме во една ваква криза. Се согласувам Вилдан за тоа што кажа за синдикатите, за помалите синдикати, за нивниот правен статус или репрезентативност во поглед на представување на работници. Многу е битно таквите помали синдикати да имат статус на репрезентативност поготово при склучување на колективни договори, затоа што ако дојде до случај да се склучи колективен договор на ниво на работодавач, баш тој синдикат
кој што е на ниво на работодавач, најдобро ја знае проблемите и самата природа на работата што се одвива. Не треба да чека од некој поголем синдикат за да може да се склучи некој таков договор. И понатаму за essential workers. Гледаме со ова криза колку ствари се битни лекарите, здравствените работници и другите работници настрана од здравствениот сектор како продавачи и така натаму, кои што без нив реално не можеме сега да живееме. Но една друга работа, ова со пандемијата и со короната, треба да отвори дебатата за зголемување на правата на здравствените работници. Ова само треба да ни е мал потсетник колку ствари ни се потребни во вакви времења здравствените работници, затоа што се поевидентно е дека понат нема ова да биде единствената пандемија, како што се зголемва имунитетот кон антибиотици и така, најверојатно ќе се појават и некои други болести кои што претходно сме имале резистентност. И поевидентно е дека здравствените работници ќе ни се многу потребни од претходно што ни биле. И самата природа на нивната работа е прилично сложена и прилично тешка како физички така и психички. И би било добро да се почне еден разговор на глобално ниво за потребата од бенефициран стаж на здравствените работници. Затоа што не сите здравствени работници работат од 8 до 4, туку има некои доктори, специјалисти, медицински сестри и така натаму што работат по смени од 12 часот, 24 часа, значи сериозно напорно. Настрана работното време, туку и самата природа на работата. Имате анестезиолози и други доктори кои што работат во интензивна нега и имаат по смртни случаеви од најмалце 3 на ден. Тоа е сериозен психички товар, кој што не може секој да го издржи. И друга страна, некои здравствени работници, лекари, поготово, кои што работат во епидемиолошката сфера, во инфективни болести, добиваат определен додаток као за загрозен живот, бидејќи работат со сериозни инфективни болести кои што можат многу да му наштетат. Сега, но не се единствените лекари, тоа треба да се прошири за други лекари. Како што кажав за психичкиот товар што го имат, треба определена компензација да добијат, но тука се матичните лекари. Затоа што најверојатно ако имате некоја инфективна болест, прво одите кај матичен лекар, па после тој ве праќа кај инфектолозите. Така да има многу простор да се прошират правата на овие работници, затоа што не се само битни и потребни во време на пандемија, туку и во нормално време се едни од најбитните работни профили. Целосно се согласувам со тоа што мислам дека здравствените работници од една страна имаат и среќата да се една од актуализираните теми во Македонија, со оглед на тоа дека повеќето политички партии на претходните парламентарни избори имаа во своите програми мерки кои што директно ги таргетираа здравствените работници. Повеќето беа насочени кон платите, но имаше одредени мерки и во однос на стажот. Во пракса мислам дека е слабо имплементирано, но мислам дека во две прилики дека ги покачија платите на здравствените работници. Што е старт и мислам дека тоа е една тема која што за среќа има добра покриеност во јавноста, односно кога се зборува за здравствените работници, доста од луѓето ја сваќаат сериозноста на темата, најголем дел поради тоа што многу од здравствените работници си замина од државата и бројот остана навистина мал. Па повеќе се дискутира во насока на тоа како да обезбедиме се уште да имаме функционален здравствен систем. Тоа што во тој сектор е најголем проблем и не може да се предвиди мислам, ни моментално поради кризата, ни во регуларни времења кога се изгледа навидум предвидливо, е тоа што јавното приватно партнерство, односно институтот на јавно приватно партнерство во здравството, многу често во минатото беше директно злоупотребуван, односно имаше спорни тендери, имаше многу незадоволни доктори, незадоволни граѓани, незадоволни пациенти, што мислам дека тоа во моментов представува најголем ризик. Често се зборува, сега последно што се разговараше пред кризата е за приватизација на итната помош, поради тоа што се смета како за нефункционално. И тоа е нешто што треба да гледаме ние како млади луѓе, посебно да
дискурсот да не се врти ако нешто е нефункционално, окей да го приватизираме, него како да го направиме пофункционално. Бидејќи приватизацијата по начинот на кој што се продава законски, и односно на кој што се наведува дека ќе функционира, како да посочува дека има ефикасност, ефективност и сите тие работи, но да не забораваме дека целта на приватното партнерство е профитот. А многу често здравието знае да оди спротивно на профитот. И тоа е една работа според мене што е многу битна да ја поставиме во јавниот дискурс кога се разговара за овие теми, а понатаму од тоа следат и заштитата на работничките права и заштитата на правата на докторите и сите вклучени во здравствениот систем. Да, само накратко за ова би сакал да кажам да се чувствувам повикан да сум во семејство здравствен работник. Профитот апсолутно нема никакво место во здравствениот систем. Здравствениот систем ти е една сфера од јавен интерес. И треба да биде во јавен интерес и според мене треба да биде апсолутно бесплатно. Каква и да било здравствена услуга, која што, нели, ако имате здравствен проблем, да биде платен од страна на државата и осигурувањето некој што го плаќаме. Добро, за некои доброволни работи нека се плаќа, ама сепак јавно-приватно партнерство според мене не сме во никаков случај да има во здравствениот систем, а поготово не во итната медицинска помош, кај што ќе дојме во ситуација како во Америка, да треба да платите, не знам, 300, 400, 500 илјада долари за да дојде амбулантно возило кај вас, што е апсурдно за нешто такво да се плаќа. И не може, и во тој случај доаѓам до една нееднаквост кај што не може секој да ги користи тие здравствени механизми, а реално тие здравствени механизми не треба да гледат за некој колку пари има, колку е богат за да може да ги користи. Треба да бидат апсолутно еднакво достапни за сите. Единствен начин како може да бидат еднакво достапни за сите да бидат бесплатни. Да, и со ова мислам дека можеме да превршиме дискусијата за денеска. Ја последно прашање, као и секојаш што правиме при крај на подкастот, поготово кога имаме гости, би те прашал, Вилдан, дали имаш нешто да ни препорачиш, нешто во моментов што гледаш, некоја серија, музика, филм, некоја книга која читаш за гледачива и за нас да откриеме нешто ново. Така. Малце незгодно прашање, за ова не се спремав повеќе за работнички права се спремав. Јас сега во последниот период решив да пробам како оди тоа со аудиобукс и мислам дека е интересна работа поради тоа што ви нуди нова перспектива на читање. Ама од друга страна, ако одберете книга како што одбрав јас, многу ќе се намачите, така да ќе ја препорачам таа книга затоа што не сакам да бидам единствениот што пати. Ама е многу добра книга поради тоа што има многу факти и многу добро согледување на историјата. Само мислам ќе треба повеќе да враќате кога ќе слушате. Книгата е од Филип С. Фонер и се вика Organized Labor and the Black Worker. Мислам дека е достапна само на англиски, ама е многу добра поради тоа што покажува како контекстот, односно општеството, дефинира како работниците функционираат во нивни некои мали микрокосмоси. Да го доведеме во нашиот контекст, во Македонија сите поделби што постојат на национално ниво, дали сме македонци, албанци, турци, бошњаци, самовци, ВМРО-вци, левичари, десничари, богати, сиромашни, постојат и во синдикатот. Секогаш тие разлики се доаѓаат со самите луѓе кои што се работниците. И сега синдикатот како еден микрокосмос треба да успее да ги реши од една страна проблемите што постојат на државно ниво, кои што државата не може да ги таргетира, а од друга страна треба да успее да ги организира работниците да се борат за работнички права. Мислам дека совршено осликува колку е тешко бори за работниците и ги треба да обезбедите доволна демократичност и гласање на луѓето и на работниците, ама од друга страна и треба да дозволите да не се претвори тоа во некоја тиранија, што ќе исклучуваат луѓе кои што или препаѓаат на некое малцинство или имаат поинакви гледишта и мислам дека тоа е стварно фасцинантно како одредени синдикати успеваат да го надминат и да диктираат текови во едно општество. Со оглед на тоа дека книгата е доста заштедна, тоа прави в последно време, така да тоа ќе биде единствената препорака. Мислам дека е супер и исто така Audible ви дава една книга бесплатно која ќе се регистрирате, така да може тоа да биде оваа книга.
а може и некоја од другите, како и да ја препорачувам да се проба. За крај, ние не знам колку не имаш слушано, ама секоја епизода мора да кажеме збор 2 за нашиот ни миленик Борис Џонсон од Велика Британија. Така што сега му пропуштам на Димитар да ни каже што се случува моментално со Борис Џонсон и има некои добри вести. Много интересна традиција ни стана со Борис Џонсон. Секоја недела нешто му се случува во животот на Борис Џонсон. И се една добра вест, за разлика од лошите, му се роди син, стана татко со партнерката. И сега би му преминал топката на џолезена дискусија ние што имавме и препорака во Борис. Да, дека прочитавме дека добил син, ама проблемот е што уште нема име. Па така ние пред подкастот, пред да почнеме со снимање, се договаравме кое би било, бидејќи сакавме да даеме и ние некој предлог. И како Јустинијан збори, одлучивме предлогот да ни биде Доналд Реган Џонсон. Така што ќе опустираме ово посебно видео, се надеваме дека ќе стигне до Борис Џонсон, па може и да ни го прифати предлогот. Читам дека Винстон му е моментално прв пик поради Винстон Черчил, кој е идол на Борис Џонсон, ама сепак се надеваме дека и нашиот предлог ќе биде слушнат. Вилдан, стварно, фала ти за гостувањето. Можевме уште да разговараме за многу теми кои што начнавме во овој разговор и затоа ќе те викнеме уште еднаш и поеќе пати да ни гостуваш, така што фала ти за одвоеното време и се слушаме во некои други времени. Фала ви и на вас за муабетот. Се надевам дека во прва прилика ќе можеме и во живо да ги дискутираме работиве и дека наскоро ќе биде се ова за нас. Поздрав! Поздрав, чао!